уште едно вторнично врнеживо препладне, почитувани гледачи. Ви посекуваме добар ден од студиото на ТВМ со најновото издание на емисијата Нов ден. Ве поканувам да останете заедно со нас во следните минути, затоа што повторно, како и секогаш, ви подготвивме интересни содржини. Најнапред, како што е ред, ќе започнеме со здравје на мени. И ќе ви кажеме дека се смета, а тоа и вие многу добро го знаете, дека просото го чисти организмот, воспоставува рамнотежа, го регулира варењето и се разбира најмногу го јакне имунитетот. Се препорачува при физички и психички напор, на трудници и на доилки. Просото може да се користи и во комбинација во солени јадења и се разбира со сладки јадења, односно со десерти, со овошје, млеко, мед и цимет, представува совршен појадок. Нутриционистот Весна Пирузева-Петровска ќе ни открие рецепти во следните минути со оваа високо нутритуитивна житарка. Добар ви ден, почитувани гледачи! Ете ме повторно со вас во овие пролетни предвеликденски денови во кујната, во убавава кујна на хотелот Гарден, со нови совети за вашето здравје и со нови рецепти. Сепак во оваа емисија нема да ви предложам некоја нова намезница, ќе ви предложам нешто што го имаме веќе работено во претходните емисии, но сепак во ова време е многу добро да ја имате во својата исхрана. Тоа е просото. Житарката просото како житарка е многу добра затоа што во пролетните денови каде што се изразени доста и потенцирани алергиите, таа бидејќи во себе не содржи глутен, е многу добра да ја имате во својата исхрана. Најчесто оние што се алергични пројавуваат бурни реакции нивниот организам на разните алергени во пролетта, бидејќи не содржи глутен, придонесува за тоа вашиот организам да нема такви бурни реакции. А бидејќи во себе содржи многу количина на минерали, на фосфор и на манган, тоа е добро за вашите костки, треба да ја јадете. Бидејќи сега ќе почнете со повеќе движење надвор, треба да го користите и сонцето, па нешто му треба на вашиот организам и на вашите костки што ќе им даде добра основа и потпора. Исто така, просото е многу добро за подобрување на вашето варење, на дигестивниот систем. Затоа лесно се вари, придонесува за подобро варење и на другите комбинации што се прави во соодветниот оброк. Во ова пред великденските денови се уште се пости, па за оние сите што постат, ова е многу добар, енергетски добар оброк, па треба да направите барем како едно освежување на вашиот организам. Во две варијанти ќе го имаме просото, едно како салата со свеж зеленчук, а едно со веќе зеленчук кој е пред тоа оварен. Но да кажам дека просото можете да го употребувате во две варијанти, како варено и тоа во сооднос 1:2,5, тоа значи една мерица на просо со 2,5 мери на вода. Го ставате, го промивате со лесни придвижења на рацете, го ставате во вода и го варите 20 минути на тивок оган, а потоа го затворате со капак и го ставате да набубри. А исто така можете просото да го ставите и во вода од вечер, па тоа преку вечерта да набубри, веќе другиот ден тоа е готово за ваше консумирање и за правење на разни комбинации во вашите оброци. Првиот рецепт имаме варено, овдека ние го варисме просото, потоа имаме свежиот зеленчук, тука ни е младото кромиче, потоа имаме зелена свежа пиперка, еден домат, рендан морков, маслиново, седено ладно маслиново масло, прстопат сол и еден микс од семки од сончоглед и од тиква не печени. Количината на намирниците и на зеленчукот е по ваш избор, во зависно колку сакате чини да направите. За 2 чини треба да имате 100 грама просо одварено, а за повеќе
200 до 300 грама. Во другата варијанта, ние кога просото, ова всушност е крем од просо со кари. Крем од просото ќе го направите кога во самото варење, ако го одварувате просото, во самото варење со додавањето на водата, ќе го промешувате. Се почесто и почесто ќе го промешувате и тоа ќе добие една мазна, убава текстура. Значи, тука имаме едно варено со промешување просо, потоа имаме веќе одварен зеленчук, тоа ви е брокулата, грашокот и пченката, младата пченка, шекерка. Потоа, во овај крем со просо, нема да ставиме сол, туку ќе ставиме соја сос, ќе ставиме ладно маслиново масло и кари. Тоа е кари во прав, а знаеме дека кариот е составен од повеќе мешавини на зачини. Тука е куркумата, меѓу другите е куркумата, која јас секогаш ја препорачувам за вашето добро здравје, најпрво за вашите зглобови, потоа како еден многу добар антиоксидант и прочистувач на вашиот организам и на вашиот црн дроб, бидејќи во пролетното време навистина треба да обрнете внимание на прочистување на вашиот организам и особено на прочистување на црниот дроб, бидејќи по-замастената храна во зимскиот период, помалкото движење, сето тоа допринесува да во него се талошат токсини, а за да можете подобро да функционирате во пролет и во лето да имате повеќе енергија, треба да го прочистите црниот дроб, а куркумата ви е многу добра за тоа. Ете, почитувани гледачи, нашиот предлог за рецепт е готов. Во две варијанти, тоа беше просото како житарка, безглутенска житарка. Во две варијанти, значи со свеж зеленчук и видите тука колку прекрасен спој на бои. Другата варијанта е со барениот зеленчук, тука беше брокулата и грашокот и маладата пченка, но овдека, бидејќи имаме и кари, некако спојот е убав и со портокалот. Што да кажам, овие се многу добри за поттикнување на вашата енергија, можете да ги имате во сите варијанти и во периоди на денот, како појадок, како ручек, како лесна вечера, бидејќи се исто така постни, лесно се варат во вашиот организам. Значи, изборот е секогаш на вас. Овој пат не ви предлагам никаков сок, бидејќи тука имате сите зеленчуци ги имате. Затоа, најдобро и мој совет е да пиете доста вода, бидејќи обичната вода, чистата вода,
нема подобар прочистувач и хидратор на вашиот организам од чистата вода. Пиете ја што почесто во мали голтки, но за да овозможите на вашиот организам да е постојано влажен, да има потпора и кога губи течности, ако имате поголема физичка активност, а исто така во одржување, значи, на вашата физичка кондиција и на вашата ментална кондиција. Се надевам дека ве задоволив во овие пролетни денови со овие рецепти и на крај пак топло ви советувам, обидете се и направете ги. Навистина ќе бидете задоволни. Благодарам, довидување. Во минутите резервирани за книгата од галеријата Букефал, денес ќе ви представиме една преубава слика од академскиот сликар Мустафа Асим. Тој е македонски сликар кој што кариерата ја поминал во Истанбул, Република Турција. Остави голем печат по македонската модерна со својот специфичен надреалистички стил. Повеќе негови слики може да се видат во галеријата Букефал, како и на веб страната на галеријата. А се разбира, вие во текот на емисијата ќе ја гледате овде во нашето студио ова преубава мачка на вистина. Сега е време да ви ги представам, почитувани гледачи, првите гости во емисијата Нов ден, бидејќи веднаш после нив ќе имаме уште еден гостин. Гостите се со цел да ни најават едно збеднување, или како што денес се вели еден ивент, на кој што сакаат да ве поканат. Добар ден и добре дојдовте во студиото на ТВМ за Леа Новеска и за Јован Цветковски. Добре ве најдов. Благодарам, како сте? Одлично. Одлично, Да. подготвени за представата? Подготвени. Да? Да. Многу ми е мило. Да им кажеме сега и на нашите гледачи она за што ве поканивме во студиото на ТВМ, имено да ги поканиме се разбира на представа, меѓутоа претходно. Вие сте студенти, така? Да. Прва година. Прва година. Како е на факултет, Леа? Па, добро е, се Добре. снаоѓаме, да. Се снаоѓате на кој факултет си, Леа? Јас сум на економски факултет. И добро е, предпоставувам. Да. Јован? Јас сум на филолошки и македонска книжевност. Одлично. Ти си некако поблиску, да кажам, со ова што го работиш, меѓутоа така талентот нема граници. Добро, вие минатата година имавте представа една, така која што ја направивте во гимназијата од Да. хуманитарни цели? или? Добро, премиерата беше Премиерата, од хуманитарен карактер, ама втората не. Втората потоа не беше, беше како уште една изведба Реприза на, на да, меѓутоа на премиера. успешно изведената премиера. Добро, како дојдовте на идеја сега да го направите ова независно аматерско, односно независна аматерска група? Аматер. Да. Од, значи, вие сте 20 членови, има уште други 20, Да. меѓутоа од вас да чуем нешто повеќе за тоа? Значи, идејата се роди претходната година, кога одлучивме да пробаме да работиме нешто самостојно, да не е во склоп на училиштето, значи на Так, гимназијата со гимназијата. професори, со нешто, да пробаме сами колку сме способни да направиме нешто и се одлучивме баш за една семејна трагедија, Сите мои синови на Артур Милер. На еден тежок текст, добро. Тежок текст, да. Кој го прилагодивме малку, бевме 5 луѓе во актерската група. Така. Значи, ние четворицата кои сме членови на независната аматерска театарска група Аматер, јас, Леа Новеска, Томе Уковски, Катерина Петреска, петтиот член беше Никола Србиновски, кој исто така игра и во оваа представа оваа година. Значи, утре во Дома на културата во 20 часот, Генетика на кучињата на Венка Андоновски. Ќе кажеме и за тоа уште нешто повеќе. Леа, какво беше искуството од минатогодишната представа? Па, тоа беше прв пат да спремаме нешто сами. До тогаш сите сме биле членови на некоја драмска секција, дали во основно, дали во средно. И обично цело време спремавме комедии, такви жанрови, да. Теми, да.
Добро, не значи дека се полесни, Апсолутно, ама... да. Мислев темите дека беа можеби Да. полесни Да. за гледалиштето, да. Ние сакавме да се пробаме самите, значи дали можеме и нешто посериозно да спремиме, исто така и да докажеме дека сме способни за нешто повеќе, така да И успеавте во тоа? Па да, искрено јас мислам дека помина и подобро од колку што очекувавме првата представа, значи сите мои синови. Така. И задоволни сме од тоа и од реакцијата на публиката и Таа представа имаше само една реприза. да, само една реприза. Немавте намера за други репризи или едноставно Такви беа околностите. така? Потоа следуваше матура, па Да. припреми за А, факултет. имавте обврски на вистина, да, оправдано. Да. Добро, меѓутоа тоа не значи дека во текот сега ете на вашите активности можеби како еден проект повторно Да, Ке да. Во секој случај Ке ќе направиме одглумите. еден наш репертоар со така, одлично. да ја повториме и сите мои синови и повеќе пати генетика на кучињата. Имаме многу други идеи кои сакаме да ги реализираме, што не мора да значи дека ќе биде само представа, туку може да се случи, не знам, некој вид на стендап, поезија, читање. Значи формата може да биде Да, различна, да. Меѓутоа во секој случај да имате активности. Кој сега се учествува во ова годинешнава драма во генетика на кучињата? Па како дел од актерската екипа имам уште 6 деца. Покрај четворицата Да, постојани покрај- членови на Да, покрај нас Аматер? имам уште 6 луѓе, тоа се Звонимир Никола и Милан Сарбиновски, Така. Ирина Ристевска, Никола Буџаковски, Дарко Милески. Имаме уште неколку деца кои се како статисти во представата, кои исто така ќе ни помогнат. Освен тоа имаме човек што ќе се погрижи за музиката во представата, значи во текот на целата представа ќе имаме музика во живо. Така. За тоа ќе биде задолжен Андреј Лаборовски. Така. За шминката се Шминката, да. Да, Поликсена Тунтева и за светло Илија Левески. Околу сценографијата. Да, околу Да, за сценографијата се погрижи школата Арс Вивенди и Ангела Поповска и голема благодарност до нив, заврши одлична работа. Така вам би се допаѓа она што Да. го направија за вас, нели? Стојан Стојановски од Студио 2. Да, тие се како Спонзори, спонзори. да. Да, два е студио, Стојан Стојановски, телевизијата. Погрижале за да, ТВМ, рекламниот материјал. ТВМ се разбира. Да. да. И поддржува Летра. сите убави вакви проекти, Печатарска. особено на младите луѓе, да. Летра. Печатарската куќа Летра и маркетите Тамаро. Тие, значи, 4 се спонзори на нашата представа, на нашиот проект. Така, навистина, интересно е што ете сте дошле на оваа идеја воопшто да формирате една ваква театарска група. Се надевавте ли дека така ќе потрае и дека ќе сте така успешни? Па сакавме. Искрено. Мислам, па да, мислам, затоа и така се одбравме. Так. Луѓе што, мислам, со кои што знаеме дека можеме да соработуваме и дека можеме да продолжиме да работиме и понатаму. Да, еден дрим тим кој што Да. така ќе функционира. Значи тоа не беше случајно, него сакавме да сме тие луѓе и затоа Сега- мислам дека така функционираме и се надам дека ќе продолжиме. Така, интересен е вашиот избор на текстови, повторно ги се навратам, значи и во првата и во втората. Охридската публика повеќе ги сака докажано комедиите. Да, меѓутоа ете вие успеавте, значи со овие два текста кои што се нешто сосем различно, сепак да предизвикате внимание, нели? Зошто сега кучињата, генетиката на кучињата? Епа, И како го прилагодивте текстот како, на Венко како и Андоновски? минатата година, ова е исклучително тежок текст, можеби потежок. И Така. е неверојатен текст. Та просто не се верува дека е од македонски писател напишан текстот, драмата. Се одлучивме бидејќи сакаме публиката да не свати малку посериозно, дека не се состои се комедијата и дека не е се така лесно и да излеземе само да се смееме. Секако има и некои комични моменти, но пораката е друга и целта ни е да видиме и реакцијата на охридската публика и да поттикнеме еден можеби друг начин на размислување. Не е драмата стрикно трагедија, но е сериозна представа, Така. која
бара и постари луѓе, значи посериозна публика. И затоа Така. е наменета за постари од 16 години. Добро, меѓутоа тоа не значи дека и оние кои што сакаат што се под 16. Да, дека добро. нема Ќе има да секако и дојдат, меѓутоа, репризи, да. Да. Како работите, Леа? Како ги делите вашите, да речем, сега одговорности во театарот? Ти рече дека сте посетувале така театарски групи, сте глумеле и претходно, Да. веројатно тоа е едно искуство. Меѓутоа како оди тоа, кој е режисерот, кој е, значи кој кому му кажува како да глуми, што да прави? Имате ли таков некој ред помеѓу вас сите како членови на Аматер? Па, од прилика, еднакво работиме сите. Мислам, за режијата, овој пат и претходниот пат сите се погриживме исто. Зависно, во секој момент некој повеќе ќе се истакне, зависи како гледа на работите, ама можам да кажам дека сме еднакво застапени во работата, сите четворица. Така, тоа веројатно функционира со давање на идеи? Да, Да. Така. И Да. нормално дека цело време следиме што се случува, значи и мислам, отворени сме за критика, за Така, апсолутно, било што. прифаќате позитивни Да. критики, мислам, веројатно и негативни, Да. за да се бидете што подобри, подобри. да. Така, во овај проект сега ви помага и Домот на култура, Па или? ни излегоа некои луѓе во пресред со тоа што ни помогнаа за сценографијата исто така. Мислам за салата конкретно, Да, за дали салата- имате некој, да. Епа, мислам, имаше сега е таков периодот да има многу зафатени термини со изборите, Така. со политиката и има и други работи, не знам, следува Распеано рибарче, мислам, други представи од Охридскиот театар беше малку тешко да се најде термин. Така. Планирано беше за да се дава премиерата малку покасно, но поради зафатените термини ние скративме представата 10 дена, работевме уште понапорно за да го достигнеме тој. максимум. Да. И се надеваме сега и зависи од можноста на Домот на култура кога ќе видат репризите. Тоа не зависи од нас. Така, меѓутоа е добро, периодот за убава представа и Да. за култура и уметност е секогаш добар, особено сега ете пред празниците. Да. Луѓето можеби се малку и поопуштени. Да. Така да ќе сакаат веројатно да уживаат. Добро, нешто што не ве прашав сега, за сега што сакате да го кажете, што е битно, можеби за представата? Или само да ги поканиме? Да. Да ги гледачите? поканиме утре да дојдат Да, во во 20 малата часот, сала, во малата на сала во Домот на култура, да. да не поддржат, мислам Така. дека работиме, сакаме да им покажеме за што сме способни и дека ќе гледаат уште многу од нас и да ги поздравиме, да им се заблагодариме на сите на било за каков начин поддршката. кои не поддржаа во и лани и ова година цело време за време на овој проект. Леа, толку? Па тоа дека сме вистина благодарни на луѓето кои што ни излегува во пресред за било што, дори се спремавме. Кој што каже ова ни сега и лани. Така, меѓутоа вашиот ентузијазам е тука. И во И секој тоа е случај. она што е најбитно за понатака и за сите оние идни проекти. Ви благодарам што бевте гости во нов ден. Ви посакувам успех во реализацијата на сите, значи следни представи или како што кажавме, без разлика што и да биде, а да доаѓа од вас. Ние ќе бидеме тука утре вечер и ќе ве гледаме. Благодариме. Така. Па се разбира дека ќе информираме за вашите понатамошни успеси. Ви благодарам. Благодариме. Почитувани гледачи, сега ќе направиме мала пауза за реклами и се враќаме со вечерашниот гостин во студиото на ТВМ и со разговорот. Ете неповторно во студиото на ТВМ по рекламите. Продолжуваме со разговорот со нашиот денешен гостин во студиото во живо на ТВМ. Ке го најавам веднаш на самиот почеток, Јованчо Секуловски. Добар ден и добре дојде во нашето студио. Добар ден, многу ми е пријатно тука во студијата. Ти благодарам, да, и мене исто така. Особено затоа што ќе разговараме на една интересна тема. Ќе разговараме за стриповите. Значи, од еден менаџер, значи по царина и шпедиција, ние ќе слушнеме нешто повеќе за стриповите. И ќе ја најдеме тука врската, веројатно, Ако постои, до крајот на емисијата. ако постои ќе ја пронајдем.
Меѓутоа на почетокот, Јованчо, дали може да започнеме со основното прашање, што е тоа стрип? Значи, стрипот е еден медиум кој што на некој начин можеби најсопфатно ги обединува текстот и стиката. Значи, визуелното и текстуалното приказната заедно со сликата, или може да се опише како филм каде што секвенциите се стопирани, па може човек убаво да ги разгледа и да ги доживее, макар што стрипот како медиум е постар од филмот, како медиум. Така. И може да се бара дури во предисторијата, дека тогаш кога луѓето решиле преку цртеж да раскажуваат приказна, тогаш се создали на некој начин стрипот. Па дури и тие сликите во пештери на предисториските луѓе на некој начин се раскажани приказни преку слики. Слика, да. Што би било стрип повторно. Да. Или, например, египетското писмо е на некој начин стрип кој што луѓето го гледале со илјадници години, каде што преку слики се раскажуваат стории, се раскажува историја, се разбира стрипот како современ медиум настанал на крајот на 19-тиот, почеток на 20-тиот век, како дел од ширењето на печатот, значи на весниците, така што многу брзо со создавањето на весниците со големи тиражи во западните држави, настанал и стрипот како веќе дефиниран медиум, затоа што, ако се сеќавате, порано беше тоа повеќе присутно во весниците, секогаш последната страна беа посветени на публикување на стрипови, така што на тој начин стрипот станал познат и стигнал до милиони читатели на секаде низ светот, во Соединетите Американски држави пред се, потоа и во Франција, во цела Европа, па што е многу интересно, многу рано и на Балканот, значи во Кралска Југославија бил многу популарен како медиум, се разбира тогаш центрите на создавање на стрипот биле Белград и Загреб, меѓутоа и Македонија полека, да кажем, со остатокот од Балканот тука го наоѓа своето место. Значи, она што го слушнав јас и малку го прочитав за стриповите, е дека постојат различни школи, каде што сме, значи, кај стрипот, може да се каже и тоа нешто дека може да се каже. Во смисла, да. и ти ги кажа сега дека има англиски, француски, американски или така стрипови. Може ли такава поделба да се направи? Или? Може да се направи таква поделба, затоа што постои специфики на секој пазар. Значи, стрипот каде што е популарен како медиум и е широко распространет, си има своји специфичности. Од пазар до пазар. Веќе можеме да зборуваме за стрип пазари. Например, во Соединетите Американски држави е земја каде што се популарни така наречените суперхерои што денеска ги гледаме во филмовите. Друг огромен стрип центар, многу значаен во светот е Франција и Белгија како заедничко јазично подрачје, каде што се негува на некој начин повеќе авторски стрип. Значи, не се оди на толку брза продукција на стрип изданија, меѓутоа се води сметка за авторските слободи, за авторското изразување во стрипот, така да можеби таму продукцијата ќе дозволи од некој популарен лик да се создава по едно издание годишно, меѓутоа тоа издание има силен авторски печат од авторот кој што го создал. Сега и во самата Европа, друг многу значаен пазар за стриповите е Италија. Таму веќе продукцијата е многу слична на американската, каде што има стрип серијали, не знам, на сите ни се познати, не знам, Командант Марки, Блек Стена или Кит Телер и така натака, Текс и таквите стрипови, каде што практично стрипови со еден лик работат еден цел тим на автори на стрипови, тоа е индустријски на некој начин пристап, каде што секоја епизода има 90 страници, меѓутоа излегуваат по 12 такви епизоди годишно, значи имаат месечна продукција на стрип издание, што подразбира дека се вклучени голем број на автори, како сценаристи, како стрип цртачи, како луѓе што го изработуваат кориците на овие изданија, или како луѓе кои што го впишуваат текстот. Значи има многу елементи во стрипот што бара
повеќе поголем тим на автори кои што работат на Так. стриповите. А од кога датира сега твојата љубов, твојот интерес кон стриповите? Од љубов, мојата љубов кон стриповите датира од баш од најраното детство, значи. Татко ми купуваше стрипови, брат ми уште како многу мал се заинтересира, јас до толку се заинтересирав што научив да читам за да можем да читам стрипови. Ова заради стриповите, Да, значи. тоа е вистината приказна. Одлично. И дури би го препорачал, значи, на родителите како медиум е многу интересен стрипот за да ги научиме децата да читат, затоа што сликите ги привлекуваат сами по себе. Сега треба малку да ја поврзат приказната, значи како медиум е многу интересен и од тој некој едукативен аспект, затоа што е примамлив за децата. Природно, значи, се заинтересирани за стриповите. Ете, јас се открив тајната на твојата, значи, желба да научиш да читаш порано отколку што требало, значи, пред да одиш на училиште, веројатно. Добро, кои беа твои омилени стрипови од тоа време? Од тоа време, па, првиот стрип што го читав се викаше Кит Телер и тоа беше, значи, српски издавач Дневник од Нови Сад, издаваше по лиценца италијански стрипови. Тоа е многу познато студио, значи, и во Италија и во светски рамки. Серджо Бонели студиото, кој што издава еден куп на различни стрип серијали. Предпоставам дека им се на луѓето добро познати, ги спомнавме те. Кој што ги читал, да. Кој што ги читал, се разбере. Не знам, од текст до Капетан Мики и така натака. Факт е дека беа многу популарни, да. Беа популарни. И дека паметам луѓе, другари, пријатели кои што цели, значи, да кажам, делови од детските соби им беа преполни со тие стрипови. Па добро, има луѓе како мене што стварно не знае ништо да прават веќе со толкав куп на стрипови. Колку ги имаш? Имаш ли бројка или не? Немам прецизна евиденција, ама илјадници, значи собирани уште од најрано детство. И како оди сега тоа, некаде Јованче? по таваните и така натаму. Так, не смее да се фрлат никако, нели? Па добро, јас не сум баш она класичен колекционер што ги чува, не знам Да, добро, како. колекционерите веројатно ги чуваат и на некој друг начин, специјално или како веќе за да останат. Во секој случај имало автори што од секогаш ми биле поинтересни од другите и тие стрипови сум знаел вака да ги издвојам и да ги чувам, баш да ги чувам и да ги препрочитувам, како што сакате да слушате по 1000 пати омилена песна или да препрочитувате омилена книга, така и за стрипови. Да. Љубителите на стриповите си ги читат стриповите. Така, значи во тоа време беа кој да имаше освен да. Да, значи поранешна Југославија како голем пазар со преку 20 милиони жители имаше забележителна продукција на стрипови, значи најголем дел беа стрипови што се објавуваа со странски лиценци и имаше многу убав избор на стрипови, на пример што е куриозитет, стрип арт од Сараево, еден издавач, добиваше неколку пати награда за најдобар европски издавач. Значи беа толку високо рангирани во и на европско ниво и имаше, значи, буквално убав избор на стрипови од различни пазари, од Соединетите Американски држави, што испомнав, од Франција, од Белгија, од Шпанија. Значи, и имаше интересна и југословенска продукција на стрипови. Некои од тие стрип автори се буквално, да кажем, во тој медиум што е сепак ограничен на некој начин, се звезди на светско ниво. Така. Значи, оствариле буквално светски резултати и се читаат насекаде во светот. Так. Не знам, Игор Корде или Дарко Мацан од Хрватска, Еса Трибич, се етаблирани автори што имаат своја публика од Северна Америка до цела Европа. Од цел свет. Дали може сега да прашам кои се омилени твои стрипови? Доколку ги има сега во овој момент? Па најмногу сепак јас ја следам таа американска стрип сцена и има определени автори, значи не би рекол дека ги следам стрип како стрип, туку ги следам определени автори што се на некој начин поинтересни, поавангардни,
по-добри, по-квалитетни од некоја општо ниво на стрип индустријата. Од сценаристите, не знам, Ален Мур, Брайан Воган, не знам, Френк Милер како стрип цртач. Луѓето би се зачудиле колку од нив уствари ги следеле на, ако не преку стрипови, преку други медиуми, затоа што се глобално распространети, значи. Така. Ако ми Да. дозволите, Да. еве, например, Ален Мур, според неговите стрипови се направени многу значајни филмови кои што имале огромна публика. Например, од Пеколот со Џони Деп, еден интересен филм, една интересна верзија за Джек Мевосек. Приказната или В за одмазда со Натали Портман, што беше Ете, светски види, хит. за мене ова новина. Значи, Не знам. или Наблюдувачи, така би се превело Watchmen, што исто така голем светски хит, или по стриповите на Френк Милер, 300 филмот за спартанците, Ете и тоа, Град да. на гревот, Да. па дури некои драми што луѓето Значи, не ги би сите ги тие- поврзале со филмови, Да, со например, Road to Perdition, филм на Сем Мендес, режисерот на Джеймс Бонд со Том Хенкс во главна улога, што исто така филм Значи, што е филмован работен по стрип. да, филмован стрип. Многу интересно. Се случи така еден тренд на веројатно последни 2 години на филмување на стрипови и помина успешно, прилично. И се уште поминува Да, успешно. поминува, да. Значи, буквално трендот е во таа насока што се повеќе стрипови се префрлаат на филмското платно, Да. затоа што стрипот е многу филмичен. Значи, на некој начин вие правите тест пред публиката дали тоа би поминало помине, како игран филм или не. Се разбира, филмот е многу поскапа уметност, што бара огромни инвестиции, огромни буџети. Така. Така што овде со многу помали средства ќе го пласираат пред публиката и ќе видат како публиката реагира на него. И тоа е толку веќе голем бизнис во светот што, Да. например, студиото за стрипови Марвел, кој што постои од Втората светска војна, беше откупено од страна на Дизни, што е огромен конгломерат, за 4 милиарди евра. Така. Значи толку чинат тие ликови што Да. што ги поседува студиото Марвел. Тука се, не знам, Спајдермен франшизата, X-Men франшизата, Iron Man Так, франшизата и така натака. Така што тие буквално веќе ги имаат и исплатено тие пари. Тоа е интересно, значи се Маркетиншки на други и начини се. и од да. бизнес аспект е многу Так. интересен медиум во секој случај. Така. Затоа што се продава на најразлични други начини ликот, нели, Се разбира. кој што е од стрипот. Значи, од кога почна сега да се занимаваш со создавање на стрип? Па и тоа е на некој начин и стара и нова приказна. Сум се занимавал како хоби, пред се во соработка со мојот постар брат Ристе, кој што исто така е талентиран цртач. Имавме, значи, обиди на почетокот на 2000-тите години да создадеме и да пласираме некои стрипови на францускиот пазар. За жал не успеа, ама тука остваривме интересна соработка со прочениот писател Јордан Плевнеш. Значи, Така. правевме стрип адаптација на неговата драма Среќата е нова идеја во Европа. За жал беше тешко да се пронајде, морам да кажем, издавач. Можеби малку темата беше херметична за Ја направивте, нели, поширока меѓутоа? публика. Ние, значи, направивме еден тест на Так. некој начин. Изработивме 15 на страници кои што се нудеа на различни издавачи и од самиот автор на текстот и од наша страна. Меѓутоа, во тој момент не се пронајде издавач, макар што самиот стрип во една групна изложба на стрип автори од поранешните југословенски републики, која што се одржа во Ангулем во Франција, беше, значи, стрипот презентиран, имаше убави реакции, меѓутоа не успеавме да најдеме издавач. А сега, значи, најдов некако време повеќе да се посветам малку повеќе повеќе. минатата година, значи сега, и
се надевам дека ќе вроди со некаков плод сега, ќе видиме Дали- дека ќе оди работата. Во секој случај ми е многу интересно. Самото создавање убава работа. Каква приказка е самото создавање? Како Па- се случува? Добиваш ли инспирација или едноставно... Па ништо без инспирација. Да, точно, Ништо апсолутно. без Меѓутоа, инспирација. да. Морате Како да се случува тоа, кого ќе го црташ или како ќе ти дојде? Значи стрипот како е секое дело е на некој начин раскажување приказна. Треба да Так. имате приказната Приказната во во главата и да посакате да ја споделите со луѓето околу вас. Се разбира бара доста работа и бара доста претходна работа, значи буквално учење на некој начин на занает, за да може да се создаде нешто што ќе е доволно квалитетно за да биде презентирано или објавено А знаете? некаде. Занаетот е спој на тоа што го учат во школите за креативно пишување, нели, ако пишувате текст. Так. И доста од работите што ги учат по графички дизајн, значи студентите на графички дизајн или на сликарство. Со тоа што и тоа има своји специфики, затоа што бара поинаква динамика на цртеж. Ако вие сте ликовен уметник, создавате едно дело, во второто дело вие не ги повторувате истите ликови. Меѓутоа во стрипот Така, обратно. треба да речеме, не знам, на 48 страници, колку што е стандардна должина на европските стрип изданија, да ги повторите, да го прецртате ликот стотици пати, секогаш тој лик да е истиот лик, да. меѓутоа во различни расположенија, во различни позиции, така што бара Се дава карактер, всушност. Да. Да. бара големо внимание, голема концентрација, посветеност, како и се друго Во животот. во животот се разбира. И затоа го спомнав како занет. Па самиот Горан Бреговиќ еднаш рече, вика, многу е девалвирана терминот уметник е многу девалвиран затоа што секој се што се нарекува во денешно време уметник. Меѓутоа, вика, И тоа кажете се ми прави. кој е добар занаетчија, јас ќе го ценам добриот занаетчија, така да и стрипот како и филмот како и музиката бара стварно занаетско умење и вложување во тој занает и постојано вежбање, така да Так. бара посветена работа во секој Колку случај. време, Јован, човек го работиш ова наназад години? Да кажем, посериозно. Значи, ето ти може би си цртал и како мал или талентот го имаш, меѓутоа, и зошто токму стрипот, ете? Например. Па стрипот ми е на некој начин прва љубов Да, од добро, меѓутоа. уметностите. Така. И кажев, тој дава големи креативни слободи Да. на креативните луѓе, значи да се изразат себе си, затоа што се повторува веќе интересен е спојот на креативниот текст со визуелното. И Тоа тоа е те нешто привлекува што тебе најмногу тука. тоа е привлечно Да. за мене како автор сега се разбира се уште не е многу реализиран на тоа поле, меѓутоа А добро, сега ќе имаш повеќе време, ете, па да, се разбира. ќе работиш повеќе на тоа. Зборуваме сега за елементите кои што се важни за создавање на еден стрип. Значи, стрипот или настанува како колективно дело, што е најчест За она случај, што го спомена пред или малку. или се работи за индивидуално дело, каде што има еден автор, Автор. што е многу поретко, затоа што навистина бара голем ангажман и во голем дел на случаи се го работат повеќе луѓе, каде што еден пишува сценарио, тоа сценарио е слично на филмско сценарио, значи раскажува приказна, секоја приказна си има своји посебни сцени, меѓутоа сценариото треба да биде во случајот не разложено по минутажа како што го прават сценаристите за филмови, филм. туку треба да биде разложено по слики. Значи да се каже дека на првата слика тој кадар треба да кажува тоа и тоа, во втората слика тоа и тоа, третата и така натака. Потоа се прави некаква скица, поставка, генерално, груба, како ќе изгледа приказната раскажана во И во колку слики. слики, веројатно, И да. тогаш обично оди тој дел на соработка меѓу стрип цртачот и сценаристот, каде што се цртачот му го праќа, значи на сценаристот овај
си дава своји коментари, можеби сака некоја слика да е поголема, можеби тој поинако ја замислил во својата глава, меѓутоа не го кажал тоа во текстот, и кога ќе се сложат за тоа каква ќе биде општата поставка, тога се црта. Во најголем дел стрип цртачите цртаат со молив, значи на Да, и тоа на сакам хамери, да на прашам. Што значи на поголем, моливот, да. да, на поголем формат кај што треба да се изработи сето тоа во молив прилично детално. И потоа порано се во најголем дел се црташе со туш, значи после завршениот молив на различен начин тоа се тушира. Со четче и со перце. Сега се повеќе се користат дигиталните медиуми, значи се тушира на некој начин на компјутер. Тоа е и јас тоа го правам. Затоа што е полесно, се скенира, значи цртежот со молив, после се тушира на компјутер, што е почиста работа, па не може да ви се преврти. Така. А тоа со тушот е Тушот. да, посебна Така да приказка. тоа е полесно. Сега од кога ќе се заврши, значи и таа фаза, се вправат тие балончиња каде што се пишуваат Блачиња, да. диалозите. Например, во најголем број случаи тоа го работат професионалци, значи го внесуваат текстот рачно или сега се користат различни компјутерски фонтови. Сега некои цртачи инсистираат тие да го внесуваат текстот, затоа што имаат и самиот текст е важен дел од визуелното во стрипот, значи од визуелниот приказ, така да Значи, тоа си бара. Тие се и сами сценаристи во или Не, значи и друг да го напишал сценарието, тој сака да го внесе текстот затоа што и текстот е важен дел од визуелниот впечаток што се дава. Сега на муабетот да те прашам, има ли некаква врска или е тоа до авторот како ќе ги распореди тие коцкички поголема, она што го кажете, значи поголема, помала, дали тоа е по важност или едноставно затоа што авторот така сакал? Има ли правила во тоа? Ете кога сме веќе. Па добро се, има правила. Мора да се има чита правила. од лево надесно, па од озгора надолу. Да, Во Јапонија, например, кај што е исто огромен пазар за стрип, обратно се прикажуваат, па така е интересно што има експерти, значи пошто јапонските стрипови се нарекуваат манга и некои се можно популарни во Европа, кои што се задолжени да го превртат визуелно, значи страниците и да го повторно да се внесе текстот и сето тоа за да се прилагоди тој јапонски стрип на европска публика, што е исто така интересна интересна работа, која што бара и голема креативност и големи вложување на време, тоа ќе речев енергија. не е воопшто едноставно. Па не е едноставно, затоа што стрипот како медиум од авторите бара големи на некој начин познавања. Сега, ако вие треба да нацртате историска приказна, па знаете дека некои деталите што ќе ги нацртате, ќе ги анализира и може некаде сега, посебно со интернетот, да реагира дека сте нацртале нешто што воопшто нема врска со периодот кој што треба да го покриете со приказната. Така да голем дел од тие автори навистина вложуваат многу во создавање на лични архиви за да се што ќе нацртат да е на некој начин подкрепено со документирано и тоа е воопшто е голем влог. Меѓутоа тоа е затоа има сличности создавањето на филмовите со создавањето на стриповите со тоа што на некој начин авторската слобода сепак е стрипот е многу поголема отколку кај филмот кој што е индустрија каде што многу луѓе решаваат како ќе изгледа крајниот производ. Сега дали стрипот како вештина наоѓа примена во други медиуми, уметнички гранки, освен сега како филмот, ете рековни? Значи, стрипот се користи на некој начин и во едукација. Во најголем дел се користи во филмот, затоа што луѓето не се запознаени, меѓутоа самиот процес на создавање на филмови има многу фази. Една од важните фази е создавање на така наречени storyboard, каде што филмот всушност по секвенци се прикажува баш како стрип. Значи, имате филмско сценарио, најмувате квалитетен цртач, кој што ќе ги прикаже тие секвенци во форма на стрип и тоа се нарекува storyboard. И тоа им олеснува и на режисерите, меѓутоа и на продуцентите да видат како отприлика би изгледал крајниот производ. Така да многу луѓе кои што се на некој начин во стрип индустријата како автори наоѓаат работа и во филмскиот бизнис. Сега
исто луѓето не знаат дека, например, режисерот на Трето полувреме, Дарко Митрески, и самиот ги работи тие сторибордови или ангажира професионалци кои што ги работат и се многу. Јас сум гледал кај еден мој пријател Александар Сотировски, кој што е професионалец на ова поле, кој што ги работеше сторибордот за Балкан Кан, филмскиот проект на Дарко Митрески, каде што буквално ги гледате сцена по сцена и ги пронаоѓате после прикажани на големото платно, значи затоа што очигледно режисерот се потпирал многу силно на нив за да го направи крајниот производ, значи филмот. Тоа е завршување на голема работа, во секој случај, значи да. Има. Или не знам, еден босански автор што се нарекува Ади Гранов, кој што е вработен во Marvel студиото, ги прави сите дизајни за Iron Man, што е огромен филмски спектакл кој што кошта стотици милиони долари да се произведе. Тоа е, значи, стрипот има огромно влијание на филмската индустрија, без друго, а исто така е интересно што многу валидни креативци на други полиња го користат стрипот како своја инспирација. Например, Умберто Еко, еден пасиониран љубител на стрипови, кој што има објавено цели книги каде што ги анализира стриповите, како што се Дилан Док и слично, значи баш пасиониран љубител на стрипови. Или во светот на сликарството има повеќе автори како Енди Верхол, кои што директно се инспирирале од стриповите во создавањето на своите дела. Така што стрипот има влијание, често не сме свесни на неговото влијание, меѓутоа ако малку се заинтересираме ќе најдеме дека влијанието е огромно во другите визуелни медиуми пред се. Така. Дали во Македонија во регионот постојат фестивали сега за стрип? Значи во Македонија постои еден фестивал кој што на ниво на ентузијазам на неговиот организатор Ване Трајков, кој што има некаков стрип центар во Велес, се организира на годишно ниво. Во регионот има доста стрип фестивали. Најблиску тука се организира во Лесковац секоја година стрип смотра, се организира во Белград стрип фестивал, се организира во Макарска, така наречен Мафест, каде што е една сум присуствувал, тоа е многу интересно случување, каде што собираат навистина врвни автори од цел свет. Меѓутоа, Јованчо, на тие се случуваат изложби на стрипови, се случуваат проекции на филмови кои што се директно произлегле од стриповите, се случуваат средби со значајни автори од светот на стрипот, од цел свет. Меѓутоа се случува, например, на Мафест во Хрватска, често пати гостуваат скаути, така наречени, исто како што во спортот се барат спортисти, нови лица. Таму редовно, например, присуствуваат скаути од големите американски издавачи кои што бараат стрип автори пред се цртачи од овој регион. За нивно пласирање на американскиот пазар и навистина, значи не зборувам за Македонија, Македонија мала, меѓутоа од регионот има многу валидни стрип цртачи кои што се многу реномирани во светот. Дали се вашите стрипови презентирани во земјата или ете во странство? Значи, еден стрип кај што првенствено автор беше брат ми, Волшебното самарче, беше објавен во убав тираж од Детска радост, некаде на почетокот на веќе пред 12 години. Тоа беше стрипувана верзија на Волшебното самарче од Ванчо Николевски. Сум учествувал како коавтор на изложбата во Ангулем во Франција. Сега учествував со свој стрип оваа есен на стрип фестивалот во Белград. И сега имам некаква понуда за изработка на стрип кој што би се публикувал во Велика Британија, па ќе видиме што ќе биде од тоа.
Што ќе биде? Интерес има, нели? Интерес има. Тоа е интересно што сега самите нови медиуми какви што е интернетот овозможуваат многу директна лесна комуникација со издавачи, со други автори, така што ете на пример за тоа за стрип изданието во Британија ми се обрати директно издавачот затоа што гледал некакви мои цртежи на Facebook кои што му се допаднале, значи, да. И ми се обрати со идеја да подготвам некаков краток стрип од 8 страници кој што би се публикувал во неговото издание во Велика Британија, па сега со Господ напред ќе видиме што ќе биде. Така, дај Боже да се случи, нели ќе биде интересно. Исто така во моментов, значи имам соработка со стрип сценарист Марко Стојановиќ од Србија, кој што е прилично етаблиран во регионот, кај што има стрип серијал кој што се нарекува Вековници, кој што веќе има повеќе од 10 книги објавено во регионот, каде што тој како сценарист работува со различни цртачи, така што работев некои страници за неговиот стрип серијал кој што претпоставувам дека ќе бидат објавени во следното издание на стрипот. Може да се видат, да. Се разбира. Меѓутоа да почекаме да помине. Так, да поминат кај сценаристот, па после ќе се разбира дека ќе ќе ги видиме. Бидат презентирани. Има ли во Македонија автори професионалци? Па има во Македонија, има од сега веќе можеме да кажеме постара генерација, Дарко Марковиќ, тој ми е познат на сите. Так. Со неговиот стрип Пецко и со неговите други стрипови. Љубомир Филипов, кој што е за жал покоен, кој што исто така за жал многу повеќе имаше пласман надвор од Македонија отколку во Како што Македонија. Бива кај нас, да. Тука е Миле Топус од средна генерација, Ласко Ѓуровски, кој што сега повеќе се занимава со некои други облици на графичко изразување. Например, тој е автор на нова македонска новчаница. Сега не знам од колку апоени, меѓутоа тоа е негово авторско дело, се занимава исто со создавање на фонтови. Тоа му е професионална вокација. Авторите што се генерално родени 70-тите години, Александар Сотировски е можеби најзначаен од Битола, кој што професионално живее, занимавајќи се со различни форми на графички дизајн, значи со стрипови, сега работи стрип, знам за голем издавач од францускиот пазар, меѓутоа работи за други издавачи во странство, најчесто илустрации за деца, корици за книги и слично. Потоа е Михајло Димитровски, или Дамичо му е уметничкото име. Тој име на сите е познат затоа што е графички автор на серијата Еднооки. Кој ги создал ликовите во Еднооки, меѓутоа е активен на полето на стрипот. Петко, познатиот серијал што оди на Телма телевизија, стрип верзијата ја работи истиот автор, исто работи дизајни за видеоигри, работи дизајни за книги. Има Игор Јовчевски, кој што се повеќе се афирмира, значи еден автор кој што работи во Скопје. Сега има и негова едиција која што се нарекува Стрип Квадрат, која што доби поддршка од Министерството за култура, и тие работат некакви стриповани верзии на животот на македонските револуционери, значи за Гоце Делчев, за Ане Сандански, за Даме Груев, Зоран Танев и други автори. Имаме и тука во Охрид луѓе кои што во моментот од хоби се занимаваат од стрип, например Јордан Коцевски, Андреј Манев од помладата генерација, така да ги има. Така, прилично. Малечко е друштвото, меѓутоа има друштво на некој начин. Убаво што го има друштвото и претпоставуваме сите си работаат по нешто и контактите се како што кажа тука. Контакти има, меѓутоа не се на организирано ниво, сепак сме ние можеби мал пазар и да се признаеме, ние сме нација која што релативно малку чита воопшто, значи не се работи дека нема пазар само за стрипови, туку е мал пазарот и за книги, за сликовници, за А добро, популарноста на стриповите од денешно време?
Не е како што беше порано, не? На некој начин и да и не. Значи, самиот интернет од една страна многу ги популаризира стриповите, меѓутоа од друга страна толку ја овозможува пиратерија на стрипови, значи Так. вие сте вложиле голема енергија и средства за да излезе како производ, меѓутоа некој се наоѓа, го скенира и го објавува бесплатно на интернет. И тука веќе е тешко и да се процени колку луѓе го читаат тој стрип, затоа што голем дел од луѓето го читаат илегално, како што илегално Слушаат музика и гледаат филмови, да. Така да За жал. и самите, не знам, бројки што ги прикажуваат и филмовите на киноблагајните, се само сегмент од тоа што од вкупниот број на луѓе кои што го гледале на различни начини филмот. Така и со стриповите, меѓутоа стриповите, како што кажав, имаат на некој начин таа среќа да бидат поддржани од големи медиумски конгломерати, затоа што се на некој начин лесен начин да се тестира некаква идеја која што покасно би можела да се преточи во стрип, во филм или во видеоигра или во некој друг медиум кој што е интересен за широката популација, кој што е исплатлив, носи многу пари. Апсолутно, парите се крајен производ. Јованчо, нашето време истече. До некое следно видување каде што ќе видиме и ќе чуеме за некој твој нов стрип, идни проекти? Па се надевам дека ќе има нешто набрзо, па ете шанса уште некојаш да гостувам, пошто овде многу пријатно се чувствувам. Се надевам дека бевме интересни за гледачите. Да, јас исто така. Видов дека од режијата цело време и прикажуваат слики од стрип автори. Тоа некои се мои дела, некои се дела на мојот брат Ристе Секуловски, некои се од Александар Сотировски и од други автори од Македонија. Генерално сите се од автори, се што беше прикажано од македонски автори или автори од нашето непосредно обкружување. Така. Се надевам дека им беа интересни на луѓето да ги погледаат. Верувам дека им беа интересни и темата исто така. Можеби некои се изненадија од ова твое хоби или љубов, ако можам така да го наречам. Ете сега знаат. И се разбирам, успех многу во реализација на едните проекти до следната средба. Ти благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме понатака со нов ден, поточно со нашиот урбан сонувач во кој што овој пат традиционално лов на јајца Фаберже, што секоја година се одржува во Њу Јорк, трае од 1 до 25 април, а задачата на сите њујорчани е да ја откријат тајната локација на едно од јајцата што се расфрлени низ големото јаболко, се разбира, и да го пријават тоа со користење на официјалната телефонска апликација. Јајцата кои се сокриени на низе локации низ градот се изработени од преку 260 познати уметници, меѓу кои е звучните имиња на Брус Вебер, Ралф Лорен, Джеф Кунс, Заза Хадиди и други. Да видиме. Урбан сонувач ве носи поблиску до една убава и благородна традиција. Непосредно пред Великден, како и секоја година, жителите на Њу Јорк се фрлени во потрага по што повесело, покреативно и поиновативно великденско јајце. Њујорчани мислеа дека е 1 априлска шега, но кога се разбудија, 1 априлското утро им донесе големо изненадување. Имено традиционалниот лов на јајца, што секоја година го одржува Fabergé's Big Egg Hunt во Њу Јорк, трае од 1 до 25 април, а задачата на сите њујорчани ќе биде први да ја откријат тајната локација на едно од јајцата што се расфрлани низ големото јаболко и да го пријават тоа со користење на официјалната телефонска апликација. Познати уметници и архитекти таквата традиција ја претворија во забавен празничен надпревар. За сето тоа да биде уште поинтересно, наместо мали и обоени јајца, поставени се 260 големи јајца на Фаберже. Во проектот, помеѓу останатите, учествува и Джеф Кунс, Трейси Емин, Заха Хадид. Ремек делото на Заха Хадид, например, ја истражува врската помеѓу природните форми и урбаните материјали, што резултира со една динамична форма. Додека секогаш Њу Јорк формата на Бенџамин Шајн оддава почит на уникатните улици и локации
кои го потенцираат диверзитетот на градот. Британскиот артист Трейси Емин својот дизајн го коментираше со зборовите: "Јас не сакав само да го декорирам јајцето, сакав тоа да ми значи нешто, и тоа за некое чудо беше првото мое дело кое го направив во мојот нов стан во Њујорк. Мислам дека е очигледно што значат моите зборови." Инаку овој предаторски лов трае цели 3 недели, пред овие фантастични јајца да бидат понудени на аукција со цел да се соберат пари за децата во Њујорк преку едно училишно студио, како и преку напорите за зачувување рефлектирани низ заштитата на едно семејство слончиња. Без да ве заморуваме со многу приказни, ви даваме можност да погледнете како годинава изгледаат овие уникатни изработки. Ете така, во контекст на урбаниот сонувач, дозволете ми јас во моје име и во екипата на која што ја реализира Нов ден, да ви посакам среќен Великден, убави празнични денови, да ви се исполнети со љубов, здравје и се што си сакате. Се разбира да останете во добро расположение, со насмевка и со позитивна енергија. До тогаш, значи до следниот вторник, уживајте во празничните денови, а тогаш ќе се видиме во новото издание на Нов ден. Ви благодарам што не следевте, пријатно.